Се враќаме во студиото, време е за нашиот прв разговор, односно првиот гостин. Со мене во студиото е Тони Оцевски, кој се занимава со музика, добро познат на гледачите. Тони, добро ни дојде во студиото. Добар ден, поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на МТМ телевизија. Драго ни е што си повторно гостин во нашето студио и во нашата емисија, меѓутоа овој пат има повод, нели? Ќе кажеме малку подоцна за тоа, зашто станува збор. Па да, сепак и од мене ви благодарам и јас сум, верувајте како дома се чувствувам, така да се што има, кажав и на нели претходните емисии, јас сум тука да испромовираме, вие сте тука и сепак ви благодарам за она моја поддршка што ми ја давате самите вие, самата телевизија и прекрасно. Така. Тони, ајде, еве, ќе кажеме дека прво за фестивалот Спасовден, настапи на фестивалот Спасовден, беше на 13 јуни. Како си помина таму, ќе ни ги кажеш ли впечатоците? Так. И со што настапи секако? Так. Па вака, значи, самата кажавте дека Спасовден беше на 13 јуни. Јас си поминав феноменално. Таму имаше доста дружба, не само така некои почетници да кажам како мене или некои други, значи имаше доста од самата естрада. Си поминавме феноменално, супер се дружевме, имаше после фестивалот, значи журка. Фестивалот се одржува секоја година во Лесковец, Охрид. Така. Во самиот стадион. Дружбата беше феноменална, јас настапив со Стани моме да заиграш, така да една брза, интересна, убава песна, не само за мене, за вас, мислам и за сите гледачи, па кај да се не само кај нас во Македонија, нели, и пошироко. И тоа е тоа. Јас сум задоволен. Еве веќе втор пат настапив, значи на така, втора фестивал. Година веќе, значи, втора година, така? да. Јас сум задоволен, публиката е задоволна, сигурно и самите организатори се задоволни че им ме гледаат по втор пат на самиот фестивал. Така, штом повторно се враќаш на тој фестивал, сигурно се задоволни и вие и организаторите. Да, значи сепак работиме, нели, да имаме некоја соработка, да видиме и јас, и тие, и сите задоволни. Така, колку учесници имаше на... Ајде малку за фестивалот да поразговараме, нели? Има ли некоја разлика од претходната година и од оваа година? Па добро, сега, за мене беше некој, може да кажам исто, али мала разлика беше што некои попознати звезди, ако можам така да се изразам. Да, беа како Молика, како Татјана Лазаревска, Новица и сега некои други, нека ми просто така ги заборавив. И можеби само тоа беше дел од она што, верувајте, беше нешто различно, али сепак фестивал, како првата година, така и оваа година, имаше доста публика, верувајте, и јас сум лично задоволен и се надевам дека и година повторно да сме живи и здрави. Повторно ќе настапиш таму. Така, ќе настапиме на самиот фестивал. Така, рековте дека Стани моме да заиграш, ја испеавте. Да. Зошто токму за таа песна се одлучи? Па добро, јас веќе на моето неофицијално прво CD, значи имам веќе 8 песни. Така. Една од нив е и таа песна, па со самите организатори, еве, кои што организираат, нели, Спасовден фестивалот, се договоривме и ја одбра таа песна. За мене се сите македонски староградски песни, верувајте, што се препеани и лично јас што сум ги препеал, за мене се одлични, така да без разлика која и да ми ја одбреа од тие мои 8 што ги имав, јас секако ќе бев задоволен. Дали било со Стани моме или со некоја друга, за мене песна си е песна. Така, верувам дека публиката било задоволна од твојот настап, бидејќи нели станува збор за една прекрасна стара песна, меѓутоа се уште живе меѓу народот. Па да, верувајте ми, имаше огромен аплауз, значи јас, верувајте, во тој момент се осеќав како да добием некоја прво место, некоја прва награда. Да, значи не само таму и чекор по чекор, степен по степен, како да кажам, верувајте дека веќе и луѓето ме препознаваат по Охрид, па дури и се трудат така и да застанат, и да ме застанат, и да кажа дека еве ние синоќа бевме, па феноменално, песната ти е одлична, значи со нов ритам, нов аранжман, супер, така да продолжи, значи тоа е за мене нешто нешто скапоцено, верувајте ми. Така, со кого се работуваше за да ја преработите песната? Така, па песната е снимена во студио во Прилеп, кај Славко, еве поздрав до него, со него соработувам, со Ване и со Охрид, пошто тие се организаторите, нели, и тоа е тоа. Значи не само таа песна, и останате неколку, плюс уште 3 песни, јас ги снимав кај Славко и јас сум задоволен, публиката е задоволна, се надевам дека и сите, да кажам, кои што ќе ме слушнат, ќе бидат презадоволни од она што го нудам јас, како да кажам, на пазарот. Така. Она што следно ти се случуваше беше Канео Фест на 29 јуни.
малку да прокоментираме и да ги кажеме, да ги споделиш впечатоците со нас? Така. Од таму. Па еве вака сега, значи после Спасовден, па заминав за Охрид, пошто исто се одржуваше Тоа беше на... краток период. Краток период, да. За неполни 10 дена и заминав пак за Охрид. На Канео Фест настапив со моја прва песна, значи таа е лична песна моја, Така. која што музиката и текстот сум лично јас, аранжманот е само на Кристијан Тришовски од Кичево. Еве поздрав и до Кристијан, кај него во студио снимавме песната. Ете таму имав како да кажам, за прв пат да ја промовирам таа песна. Јас си поминав феноменално, тоа беше фестивалот се одржуваше во Долни Сарај во Охрид, имаше публика, се дружевме, си поминавме феноменално. Така. Дали прв пат учествуваш на Канео Фест или претходно имаш учествувано? Да, за прв пат, значи требаше и лани, ама нешто пошто лани беше некој тип на забавен карактер. Така. Така да не, али оваа година, да, прв пат се надевам дека нема да ми види после да се шалам. Да се надеваме дека и следната и наредната Па и понатаму да, дека ќе настапуваш почесто. Така. Си одиш по фестивалите, нели? Како што знам ги обожаваш, сакаш да настапуваш на фестивали. Так, па да, значи, сепак работиме и треба барем да се појавиме и ние, не само оние приватни работи што ги имаме, нели, зад камери, например некои свадби, крштевки и слично, сепак работиме и сакаме да испаднеме како секој млад човек, како јас или како претходните мои колеги и колешки, сакаме да испаднеме, сакам јас лично да испаднам и да се промовирам, плюс и да, кажам дека имам нешто ново и тоа е тоа. Така. За дружењето, какво е дружењето на Канео Фест? Има ли разлика од помеѓу двата фестивала, еве, бидејќи нели за многу краток период се случија? Така. Па добро, верувајте, малце можеби беше нешто поразлично да кажам од Спасовден, пошто во самиот Канео Фест се јавија последните 5 песни да бидат во типот на забавен карактер, така да малце мене ми беше можеби прв пат така да се сретнам со некои луѓе со фолк и забавњаци, да. Така да, ма добро беше, значи имаше и нови запознанства, нови пријателства, што понатаму продолжи тоа пријателство више да комуницираме, да се дружиме, да се слушаме по телефони. Тоа е тоа. Јас сум, верувајте ми кај да сум, јас се поминувам многу убаво, така да, тоа е тоа. Така, позитивен човек, секаде убаво се поминува. Па да, нормално. Ако не се направи самиот атмосферата, интересот да биде мала глума, мислам дека не можам да очекувам од некој сосема трет, пет или што ти знам јас. Така, добро. Тони, дали претходно, еве, рековме Спасовден, Канео Фест, си настапил ли претходно на некој друг фестивал или пак можеби се спремаш за трет сега? Така, па првиот настап беше нормално на Спасовден или лани, што настапив со Фатомор и Душманке. Четврт немам, требаше да имам, ама по некои причини, требаше сега следниот вторник да патувам исто за Охрид, ама по некои лични причини морам да го прекинем. Мислам, тоа беше песна на летото. Така. Више имаше некоја најава во самиот Facebook на интернет дека јас ќе настапувам таму и ме имаше моје име и презиме, али од некои лични причини морам да отидеш. Нема да одам, да. Жал ми е стварно, верувајте ми, многу сакав, ама сега тоа е што е. Здравје, во година да сум жив и здрав. Така, нема да откриваме што е причината, меѓутоа ќе кажеме дека наредната година можеби ќе имаш повеќе среќа, па ќе отидеш. Па да, се надевам секако, да, сигурно, али тоа е тоа. Така, добро, Тони, спомна CD, дали веќе е издадено CD-то или е во подготовки? CD-то е во подготовки, правам моје второ CD. Еве, значи, првата песна е песната Пружи љубов, доби љубов, таа е моја најнова песна, значи ќе се навратам малце во претходниот разговор кај што ја настапив за прв пат нели на Канео. Песната е нешто интересно како поп фолк. За мене е интересно, гледам дека доста коментари добивам од публика, од гледачи и така натаму и така натаму. Значи имам уште некои 2 текста, па се надам дека до нова година веќе на второто CD ќе се јават веќе 3 мои лични песни секако. А за првото CD се надам дека за кратко време ќе биде промовирано. Се уште значи не е промовирано се уште не е, да, така, значи во исто време подготвуваш 2 CD-а. 2 CD-а, да, па така ми дојде некако на куп, па се трудам да биде барем и песни да имам и па кој дојде редот барем ќе се промовира она првото, а меѓу сема таа промоција ќе се јават и нели моите нови песни, тоа е тоа.
Така. Тони, настапуваш, нели, ги пееш староградските песни, нели, преработки, настапуваш на фестивали. Со кого имаш желба да направиш еден дует? Дали може би си размислувал за таква нешто? Па да, значи така, често размислувам, нормално, че без разлика. Јас сум отворен тип и секогаш кој што ќе ми предложи, јас ќе прифатам. Значи, еве така мала тајна ќе откриеме. Сакам со мој колега Дејан Добревски, во моментот не гледа, еве поздрав до Дејан и до неговата цела фамилија. Така да, па би сакал нешто со Силвана Крстовски со Тетово, па и со сите без разлика. Јас па ќе кажам, јас сум отворен, па кој што сака да соработува, да снима со мене песни, нема проблем, јас одма снимам. Ти си отворен за соработка, јас сум отворен за соработка 24/7 па повеле. Само да има соработка, само да има работа, да се дружите, да пеете, нели, да се дружите. Да. Така. И така, еве да откриам нешто ново на 8 август, еди петка, сум поканет на еден манастир во Велес. Така. Се надам дека и таму ќе се дружиме, ќе дојдат доста луѓе, не само Велес, Скопје, од цела Македонија идат на манастирот, па мислам дека ќе си поминеме одлично. Таму ќе се одржува некој фестивал или тоа е по повод празникот? Тоа е по повод празникот, значи црквата си води име Свети Петка, Свети Петка е нели на 8 август и јас сум дел од таа придружба, да кажам, во естрадните уметници, сум поканет и јас и се надевам дека ќе направиме бум. Така, ти посакувам убаво да си поминете. Ви благодарам. Секогаш во убаво светло, нели, како што сте биле, така и да останете. Благодарам. Да поразговараме малку за она што го имате во иднина, дали може би планирате некоја турнеја надвор од границите на Република Македонија или останувате овде? Па секако да, значи у подготовка сум, еве нема да откриеме малце. Пред да заминам ќе дојдам пак ева своја емисија, па тоа ќе им откриеме на гледачите. Да, во подготовка сум, со некои луѓе во приговори сум така за надвор за неколку месеци, па се надевам дека ќе се разбудам од тој сон, нели сега што го сонувам и ќе стане јаве, па така да, имам некои така соработки со луѓе, па отем потем, да не шпекулирам така, да не откриваме уште сега, нели, ќе дојдеш тогаш во емисија повторно? Да, сигурно да, и ќе кажам дека еве јас сега заминувам таму и нема проблем. Така, добро, Тони. Кажавме, нели, што подготвуваш. Така. Меѓутоа, еве, летото веќе сме, да речеме, на средина од летото. Дали планираш да го работиш целото лето или можеби ќе си дадеш време и за еден одмор? Па искрено, до таму 10 и 15 август сум фул со обврски, ама ќе се потрудам малце, барем една недела да земам таму крајот на августот. И да, мислам сепак и нас ни треба, нели, одмор, не само работа, и тоа е добро. Да се земат нови сили за да се продолжи септември повторно. Да, од септември, да, значи на есен да имаме па сила и да одиме турбо со работа. Да, сакам, ама сега не сум размислувал каде, али сакам малце така да излезам надвор од државава, барем ако не фазла 5 дена, пошто времето ми е толку, не ми дозволува повеќе и да сакам. Секој сакаме, ама кога има работа, одмор нема. Така. Тони, јас ти позакувам многу успех, да ти се остварат сите планови кои што си ги имаш замислено и секаде кај што сакаш да отидеш, кај што си планираш да отидеш. Сега да кажеме дека, нели, после кратките форшпани ќе слушнеме две песни од тебе. Ќе ни кажеш ли за кои песни станува збор? Секако, значи ќе ја промовирам за прв пат кај вас мојата најнова песна Пружи љубов, доби љубов, на чисто што настапив на Канео Фест и стани момент да заиграш. Уште повесела песна, малце да ги разбудиме луѓето. Можеби некој станува сега од сон, па малце така и да го попуштат ТВ екранот и со Стани моме од Спасовден, тоа е тоа. Така, за нив објаснивме на почетокот на разговорот. Така. Тони, јас ти посакувам многу успех, како што кажав и пред малку. Драго ми е што беше гостин кај нас во студиото повторно. Се надевам дека за брзо време ќе се видиме пак и ќе ни раскажеш уште многу нови работи кои што ги имаш остварено. Ви благодарам и јас. Поздрав до вас, поздрав до МТМ телевизија, поздрав до сите гледачи на вашата прекрасна телевизија, прекрасна емисија. Јас сум секогаш за вас. Што има ново, тука сум, нема проблем. Поздрав и до вас. Така, значи почитувани гледачи, и после кратките форшпани ќе имате можност да ги слушнете двете песни преработки на Тони Оцевски.